Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Каладарци. Денеска е понеделник, 6. јуни. И ова наша емисија би ја започнале со следниве зборови. Побрзај да направиш добро кога ќе можеш, затоа што секогаш не ќе можеш. Нека и во овој ден кој е пред нас да направиме нешто добро. Зашто приликите кога се испуштаат, никогаш повеќе не се враќаат. Така да, нека и овој ден кој е пред нас, навистина, бидеме позитивни, да шириме позитивна енергија околу нас. Направи нешто добро, кажи некој добар збор, утеши некого, охрабри некого, можеби кој е разочаран, кој го изгубил смислот на животот, но ете Господ тебе те благословил и сака денеска да те употреби. Значи, денеска е 6. јуни понеделник, ја започнуваме и ова наша денешна утринска програма со една убава христијанска песна. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot tvoj. Mesto gordost ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom. Moj to srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so mene se kogaž da je tvoj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližnijot svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za tebe. Život svoj davam jaz za tebe. Sita neka se čudat i bidat, neka život svoj davam za tebe. Život svoj davam jaz za tebe.
Еве не повторно во живо. Почитувани гледачи, ја следите утринската програма на Радио Глас на надежда. Емисија која се емитува секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. На почетокот од ова наша утринска програма ќе ги проследиме сервисните информации. Денеска, како што и знаеме, и веќе спомнавме, понеделник 6 мај, 157 ден во годината или уште 208 денови до крајот на ова календарска година. Сонцето изгреа во 4 часот и 59 минути, а истото ќе зајде во 20 часот и 2 минути. Воздухот утрово во Каладарци е чист. Уве зрачењето е 7. Рано утрово врнеше дожд во Каладарци, малку освежи, меѓутоа сепак може да кажеме дека е топло и моменталната температура во Каладарци е некаде околу 23 степени. Веќе имаме и сонце, облаците се расчистија, но како е да е, според денешната временска прогноза ќе имаме променливо облачно време, што се однесува на целата територија на нашата земја. Од попладневните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, проследен со појава на грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Според метеоролошката карта што имам пред себе, почитувани гледачи, прогнозата вели дека во теквишијата ќе имаме температура од 18 до 32, во Гевгелискиот регион од 20 до 33, променливо време, во Беровскиот регион од 12 до 26, значи на целата република, на целата наша територија, во Македонија ќе имаме променливо време, во Кумановскиот регион од 14 до 28, во Скопскиот регион од 18 до 30, потоа во крајните западни делови на нашата земја од 13 до 25, во Охридскиот регион од 17 степени до 29 и во Пелагонија од 17 до 30 степени. Очекувајте, значи, во попладневните часови малку развојна облачност и ќе биде променливо, нестабилно со пороен дожд. Нешто ќе биде слично и утре, иако ќе имаме слична температура, но значи ќе биде цела ова седмица до петок. Прогнозата е дека ќе имаме променливо време, така да не бидете изненадени ако ви затреба во некој од деновите кои се пред нас и чадор. Значи ќе има поројни дождови, грмежи, нестабилно време, секако тоа ќе биде од локален карактер. Како е да е, иако врне дожд, времето е сепак топло, но и дождот е потребен за посевите, бидејќи земјоделците го чекаат дождот за да ги наквасат посевите кои ги засеале, бидејќи овие денови беше и релативно сушно во Македонија. Во следните 3 дена, исто така ќе биде, како што спомнавме, променливо време, со температура некаде до 29-31, значи неколку степени ќе се намали температурата, но веќе од петок, сабота, таму, значи наредната седмица се очекува повторно температурата да се искачи во тие нормални граници. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие известува дека сообраќајот се одвива непречено по наместо влажни коловози, бидејќи, како што реков, синоќа и рано наутро имаше врнежи од дожд во поедини делови на Македонија. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата земја. Сепак Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно движење, односно возење и почитување на поставената патна сообраќајна сигнализација и внимателно управување со моторните возила, бидејќи во градовите посебно има фреквенција на деца, на луѓе, на патници и едноставно да возачите внимават на управување со своите моторни возила. Се уште се изведуваат градежни работи на поедини делници во нашата земја, затоа почитувани гледачи, односно вие возачи, внимавајте кога возите по тие делови или по тие патишта во Македонија. Што се однесува до граничните премини, нема подолго задржување за влез и за излез од Македонија, од нашата земја, значи
ovo se odnesува на граничните премини од македонска страна. Одеме понатаму да проследиме рубриката на денешен ден, што се случило во минатото на денешен ден. Интересни работи се случили, меѓутоа сакам да спомнам, почитувани гледачи, дека од 6 јуни до 11 јуни започнува Генералната конференција на адвентистите на 7-миот ден во Америка, во градот Сент Луис. Значи, од денеска, некаде преку 2600 делегати од целиот свет, тој најголем собир на адвентистите, каде што доаѓаат делегати, представници на сите организацијски единици и кај што се бира новата управа и новото раководно тело за наредните 5 години. Значи, од денеска во Сент Луис ќе се одржува тоа заседание на Генералната конференција, кој се одржува секој 5 години. Се бира председател и председатели на останатите единици, 13 има оделенија или дивизии, како ги нарекуваме, како председатели, значи тие таму ќе бидат одбрани и ќе раководат со црквата во наредните 5 години. Црквата на адвентистите има преку 21 милион крстени верници во целиот свет, во сите континенти. Тоа е една голема црква, значи преку 21 милион крстени верници, не сметајќи ги децата, пријателите, симпатизерите и сите оние кои ги посетуваат молитвените домови на адвентистите. Значи една голема црква што Господ ја подигнал некаде таму во 19. век за да ја пропагира, односно да ја проповеда веста на Евангелието за второто Христово доаѓање. Следната седмица ќе ги имаме информациите кој е новиот председател и управното тело на адвентистите на 7-миот ден. Ајде сега да прочитаме и да видиме што се случило на денешен ден во минатото. Значи, денеска е 6 јуни. Во 1599 година роден бил шпанскиот сликар Диего Родригес де Силва, еден од најголемите во историјата на сликарството, дворски сликар на шпанскиот крал Фелипе IV. На денешен ден, 1683 година, во англискиот град Оксфорд отворен бил првиот јавен музеј во светот. Ете, тоа се случило во 1683 година. На денешен ден, 1799 година, бил роден рускиот писател Александар Сергеевич Пушкин. Бил иноватор во поглед на јазикот, стилот и содржината. Умрел на 38 годишна возраст, кога бил ранет во двобој со еден француски авантурист. Добро, одеме понатаму. На денешен ден, 1871 година, по поразот на Франција во француско-пруската војна, Германија ги анкетирала Алзас и Лорен. 1898 година, денешен ден, во Марибор е роден Ханс Ем, најстариот член на МАНО. Во 1972 година бил избран за дописен член, а во 1976 година за редовен член на МАНО. Умрел во Скопје на 9 јули 1992 година. На денешен ден, 1946 година, починал германскиот писател Герхард Хауптман, добитник на Нобеловата награда за литература во 1912 година. На денешен ден, 1951 година, во Скопје, на иницијатива на македонци, повратници од странство, културни и општествени работници во и надвор од Република Македонија во форма на Сдружение на граѓани, била регистрирана Матица на иселениците од Македонија. На денешен ден, 1956 година, роден е шведскиот тенисер Бјорн Борг, кој беше 5 пати победник на турнирот во Вимбилдон, најпрестижниот тениски Грен Слем надпревар. Верувам дека вие постарите сеќавате за овој тенисер. Со подолга коса и со интересни движења кога играше тенис.
1991. godina na денешен ден во Јужна Африка била укината смртната казна. Значи во Африка, Јужна Африка нема сега смртна казна, а до тогаш имало. Еве уште еден податок. 2012 година на денешен ден јапонскиот принц Томохито, прв братучет на царот Акихито, починал во Токио на 67 годишна возраст. Царската палата не ја соопштила причината за смртта на Томохито, но познато е дека тој боледувал од неколку болести, меѓу кои и рак на грлото. Јавноста го нарекувала брадест принц поради неговата бујна брада, невообичаена за припадниците на јапонското царско семејство. Еве тоа беа почетните сервисни информации, почитувани гледачи, одиме сега повторно со песна. Tišini noćnoj ljutam ja, srce mi čezna i traži spas. Tada Isusova reč mi hrabrija zna, s njime sam ja, ne plašim se, ja nisam sam, da ja nisam ostavljen sam, nikada sam. Srce je našlo mili njegov sam. Suze moje briše sve, strah i briga nestaje. Ja nisam ostavljen sam, nikada sam. Možda ti si oslomljen i lutaš sam. Vrati se Hristu, on čeka te. Priznaj njemu grehe sve, ne plaši se. On vodit će sam život tvoj do pobede. Da ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Srce je našlo mili njegov sin. Suze tvoje briše sve, strah i briga nestaje. Ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Da ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Srce je našlo mir i njegov sin. Suze tvoje briše sve, strah i briga nestaje. Ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Ti nisi ostavljen sam, nikada sam. После ова песна, еве неповторно во програма, почитувани гледачи, би сакал да ве поздравам сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. Што се однесува до нашата предпоследна емисија што имавме, Facebook ми дава овде информации се каде била гледана во светот. Еве, ќе ви пренесам неколку податоци, секако најмногу не гледаат во Каладарци, не слушаат и околината. Потоа имаме Централна Србија, Неготино, нашите комши, Војводина, Чаир, Баден-Витенберг, тоа е во Германија, тоа се значи провинција, односно места кај што најмногу не гледаат. Потоа Прилеп имаме, Струмица, Пловдив, поздрав до Пловдив, до Софија, од државите, секако Македонија најмногу, па Србија, Бугарија, Хрватска, Германија, Босна и Херцеговина, Америка, Франција, Австралија, Швајцарија. Секако Facebook може би не ги регистрира, знам дека гледаат и други наши гледачи и слушатели, но поздрав до сите кои во живо ја следат на нашата емисија, а и оние кои може би како снимка ќе ја гледат емисијата во другите делови на денот или во седмицата. Како е да е, поздрав до сите вас, што се однесува до возраста на они кои не следат, најмногу не следат од 54 па
pa preko 65 godini, što je normalno. Ova emisija se imitува секој утро кога помладите или се на работа, или се уште спијат, но како и да е, благодарност до сите вас, почитувани гледачи, што ја следите нашата емисија. Еве, например, од 55 до 64 години не следеле 25 од машката популација и 37 од женската, а што се однесува од 65 па нагоре, 23 мажи, 37 повторно од женската популација, и во оние пониските години имаме исто така следбеници кои ја следат нашата емисија. Како е да е, еве денеска повторно сме заедно, следува рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве некој што запишал како капки на мудроста, и јас еве сега ќе ви ги пренесам и прочитам, почитувани гледачи. Понекогаш љубовта не е доволна. Ако праведникот падне и 7 пати, тој сепак станува, а нечесните пропаѓаат во својата нечесност. Постојат сликари кои сонцето го претвараат во жолта дамка, но постојат и такви кои благодарени на својата уметност и дамката ја претвораат во сонце. Само една личност може да го смени твојот живот. Таа личност си ти. Само мудриот човек со еднаква смиреност поднесува пофалби и повреди, односно навреди. Скрената вистина од пријателот е најголемото оружје на непријателот. Еве, тоа беа тие неколку капки на мудроста, што ги прочитавме, ги проследивме, почитувани гледачи. Би сакал да пренесам сега една кратка приказна, што верувам ќе ни биде корисна на сите нас. Бидејќи ова емисија токму тоа го прави, да имаме кратки пораки од животот. Што е тоа? Насловот е нова наша кратка утринска приказна. Родителите се наша заштита, наши пријатели и советници. Чекорат заедно со нас во животот и не опатуваат кон вистинските патишта. Но дали секогаш правилно ја вреднуваме нашата љубов, дали секогаш соодветно им возвраќаме за нивната грижа? Еден постар човек заедно со својот син седел во дворот на еден старечки дом, каде што тој бил згрижен. Одеднаш на една гранка слетало врапче. Покажувајќи кон врапчето, стариот човек го прашал синот: "Што е тоа, сине, на дрвото?" Синот му одговорил: "Татко, тоа е врапче." Не минало долго време, а таткото повторно го прашал синот: "Сине, што е тоа на гранката?" Нова синот повторно му одговорил: "Тоа е врапче, но малце сега го зголемил гласот." По некој време таткото го поставил истото прашање. Нова синот нервозно одговорил: "Па врапче, татко, тоа е врапче, 100 пати ме прашуваш." Поминале неколку минути, кога таткото повторно прашал: "Сине, што е она на дрвото?" Синот започнал да вика: "Колку пати треба да ти повторам дека тоа е врапче?" Таткото смирено заминал во својата соба и по неколку минути излегол држејќи во своите раце еден стар дневник. Отворил една страница и почнал да чита. "Денес мојот малечок син наполни 4 години. Седевме заедно во дворот од нашата куќа, кога на една гранка слета врапче. Мојот син 20 пати ме праша каква е таа птица, а јас 20 пати смирено му одговорив дека тоа е врапче. Бидејќи чувствував искрена љубов и грижа за својот син, ќе му повторев уште 20 пати ако ме прашаше." Верувам дека ја разбравме поракава од ова кратка приказна, почитувани гледачи. Понекогаш ние како помлади синови на нашите татковци, на нашите мајки, на нашите родители или керки, немаме трпение да ги сослушаме нашите постари родители. Овој син кој дошол во посета кај својот татко, кој веќе бил згрижен во старскиот дом, ете во дворот седеле и така на гранка слетала една птица, а таткото може би бил и слеп, полуслеп, може би не гледал добро
go prašal nekoliko pati sinot, što je to, a koja je ta ptica, što je to što sletalo na grankata. A sinot odgovoril, deka je to vrapče. No koga tatko to povtoroval nekoliko pati, sinot stanoval nervozen i na krajat ete se izderal. No mislim deka tatko to bil svesen kakva pouka sakal da mu dade na svoj sin. Mu održala jedna ubava tatkovska lekcija koja go donel ovaj star dnevnik kada što toj zapišuval sve ono što se slučuvalo dok je bil mlad, koga rastel njegov sin pored njega. Mislim deka sinot je navedel glavata, može bi puštil nekoja solza i se izvinil na svoj tatko što bil taka drzog kon svoj roditelj. Moj sin 20 pati me praša kakva je ta ptica, a jaz 20 pati smirno mu odgovoriv deka to je vrapče. Neka i nije počtovni gledajući koliko stoji do nas, ako imame se ušte živi roditelji, pa i oni koji ni se najbliski, da imame respekt, počituvanje i suželuvanja, a sekako i trapenije. Život ti dinamičan, nervozen, može bi sve to vlije na nas kako karakterno, sepak Biblijata zborova i vo 10. zapovedi, vo 5. zapoved, da imame počit i respekt kon roditeljite, zašto tuka leži blagoslov. Počituvaj go tatkoto i majkata, za da ti se prodolža denovite na životot na ova zemlja. Neka od ova kratka prikazna, eti nije se poučime da Bog ni prosti ako smo bile nemarni kon roditeljite, da ni prosti i da ni dade sila da gi sakame poveke. Odime povtorno sega so pesna. Maškite sme silni, trčame pobrzo. Nije devojčinjata, polejka nam pametno. Nije ribi lovi me, Nije kolači pravi me. Zar pakljiće se karame. A za to kas me nije pravi majstori. No za skok preko jaže, baš me povešti. Po dobro igra me šah. Baš nije križa za šah. Istinska vojna nastana. Zašto se karate i se raspravate i ne baš za popalva? Po raznovidnosta se krije vrednosta, bogatstvo to nas site nas. Site nije, momče ili devojče, imame razni Božji darovi. Složno su ljubav, da gi delime, za tvoj Boga nijeg nas slavime. Krov ili drvo, da se ga čuvame. Ne, ajde modeli i doktori da bidame. To a nije predosadno, A za nas pak preopasno. nikako da se složime. A na velosiped, vi je toliko smešni ste. No sa lastik da igrate, ić ne znajete. Poubavo gled crta me. Baš taka me da vidi me. Od koga like prestane. Zašto se karate i se raspravate i ne baza popalva? Mo raznovidnosta se krije vrednosta, bogatstvo to nas site nas. Site nije, momče ili devojče, imame razni Božji darov.
Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, следува утринскиот текст за денеска. Меѓутоа, би сакал да ги поздравам сите кои во меѓувреме се вклучија. Имаме гледачи од Босна, од Република Српска, од Англија, од Германија, така да сите сте поздравени и добре дојдени во нашата утринска програма. Денеска е сончево во Каладарци, како што реков на почетокот, иако рано утрово и малце освежи, заварна, но сепак имаме во текот на денот променливо време со сончеви периоди, но времето е релативно топло. Утринскиот текст за денеска го наоѓаме во посланието до евреите, 2 глава, 18 стих. Бидејќи затоа што и самиот трпеше кога беше искушуван, може да им помогне на оние кои се искушувани. Да го проследиме сега и соодветниот коментар. Кога само би можеле да го разбереме значењето на тие зборови, Христос трпеше кога беше искушуван, иако бил неизвалкан од гревот, продуховената чувствителност на неговата света природа направиле неговиот допир со злото да биде неопоминливо болен. Сепак во човечка природа се сретнал со најголемиот отпадник лице в лице и потполно само се спротиставил на непријателот на својот престол. Нито во мислите не можел да го наведе Христа да подклекне пред искушението. Каква гледка било тоа за небесните наблюдувачи. Христос, кој не познавал ни најмала дамка од гревот, ја зел нашата природа во низината изопачена состојба. Тоа било поголемо понижување отколку што ограничениот човек би можел да свати. Бог се покажал во тело и се понизил. Каква тема за размислување, за длабоко сериозно разгледување. Бил толку бескрајно голем што бил почитуван како небесно величество, а се понизил толку длабоко, меѓутоа при тоа не изгубил ниту еден атом од своето достоинство и својата слава. Тој се спуштил до крајна сиромаштија, до најдлабокото човечко понижување. Заради нас станал сиромашен, за ние да можеме да се збогатиме преку неговата сиромаштија. Светот повеќе не се огледува на овој најголем пример на добрина и затоа западнал во општо отпадништво и во морална расипаност. Исусовиот живот бил исполнет со мачни и пожртвувани напори за да го издигне човекот до неговата правобитна вистина, проникнувајќи го со дух на божествена добрина и несебична љубов. Тој бил со светот, но не бил во светот. Постојно му причинувало болка тоа што морал да наидува на непријателство, изопаченост и нечистотија кои ги предизвикал сатаната, но тој имал задача човекот да го доведе во хармонија со божествениот план и земјата да ја поврзе со небото и не се колебал пред најголемите жртви за да ја постигне таа цел. Тој бил искушуван како што сме и ние. Сатаната бил подготвен на секој чекор да го нападне со неговите најсилни искушенија, но тој не направи греф, ниту пак во устата негова се најде измама. Тој претрпе откако беше искушуван. Страдаше сразмерно со совршенството на својата светост и кнезот на мракот кој кај него не пронашол ништо, ни една мисла и ни едно чувство кое би подлегнало на неговите искушенија. Еве тоа беше коментарот, почитувани гледачи, на утринскиот текст кој го најдовме во Евреите, 2 глава, 18 стих. Бидејќи затоа што и самиот трпеше кога беше искушуван, може да им помогне на оние кои се искушувани. Навистина Библијата вели дека сатаната го искушувал во сите сегменти на човечкиот живот, бидејќи Исус бил човек во човечко тело, но како овде што видовме, не се најде ниту помисла грешна, а камали да направи грев. И затоа Исус може да ни биде пример, совршен пример, да се огледаме на Него. Затоа што Исус го покаже вистинското лице на непријателот, на ѓавол, дека тој не дошол да му помогне на човекот, туку да го уништи. Тоа е дело на сатаната. Исус дошол да го откупи паднатиот човек и да му
pruži šansa da povtorno ja zadobije ta nebesna naklonetost i nebesna atmosfera koja jeden din ќе ја добие кога Исус повтор пат ќе дојде на оваа земја. Доколку сакате и вие да ги читате овие утрински текстови, почитувани гледачи во вашата Библија, во вашето светописмо, слободно порачајте. Во нашето студио има доволен број на Библии, бесплатни, може да ви врачиме, да ви испратиме, да ви ја доставиме Библијата на ваша домашна адреса. Ваше само да посакате, бидејќи ќе можете и да изучувате и дописната библиска школа. Тоа е онлайн дописна библиска школа преку интернет. Затоа еве сега за која секунда ќе ја видиме ние рекламата, послушете ја, видете ја и слободно напишете на Google bibliјата.зборува.мк и ќе може да навлезете во таа веб страница кај што ќе ги прочитате основните совети и упатства како да изучувате Библијата по дописен пат. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Вие следите утринската програма или емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката да ги запознаеме библиските личности. Еве денеска ќе кажеме повторно нешто, ќе се подсетиме за апостол Петар, еден од најстарите Исусови ученици. Всушност, Петар е човек кој бил стабилен, го сакал Господа, иако имал темпераментен карактер, но бил искрен. Тој немал задни намери, како што тоа го имал Јуда во својот карактер, во својот живот. И затоа, еве ќе кажеме неколку информации денеска за апостол Петар, кој е писател на две негови книги. Апостол Петар е роден во Вицеида, северно од Галилејското езеро, во семејството на рибарот Јона. Првото име му било Симон. Името Петар или Петрус од грчки, што значи камен, карпа, му го дал Исус Христос. Со тоа Исус сакал да каже дека својата црква нема да изгради само на тој, иако Исус го кажува тоа дека му дал овластување, зашто Петар бил, може да кажеме, најстариот основач на таа Христова црква и требало тој да го проповеда Евангелието, но Петар бил камен, не бил стена, карпа, зашто знаеме подосна Петар ќе се откаже во еден дел од својот живот од Христа, но сепак заедно со неговиот брат Андреј биле еден од најистакнатите Христови следбеници. Тие биле рибари, тие биле познати по тоа, но како е да е, Петар бил еден од најумилените апостоли на Исус Христос и Исус имал најголема доверба токму во Петар. Позната е она сцена, ќе ве подсетам, почитувани гледачи, кога дошла војската, војниците да го фатат Исуса во Гецеманската градина, а Петар, темпераментен, го вади ножот и знаеме, сакал да се жестоко спротистави на таа група на војници. Но направил тој гест, му го отсекал увото на војникот Малхо, но Исус бил тука, лекарот на лекарите, и му го повратил увото и го исцелил. Тоа се два моменти, значи, кога изреагирал и подоцна кога се откажал 3 пати од Исус Христос, за кој подоцна се покајал, иако Исус тоа му го најавил, го предупредил, но Петар
izreagirali kako što izreagirali. Kako verni Hristov učenik Petar bil so svoj učitelj v mnogo priliki, v kojoj ne bili drugите apostoli, kako na primjer na gorata na preobrazovanje, pri voskresenijetu, koga i Jairovata kerka voskresnala, Petar bil v ta tesna grupa ili tesen krug na učenici koji postojno go sledile Isusa Hrista. Petar predložil da bude izbran nov apostol na mesto to na Juda, koji go predal i podosno se obesil. Zato što bil golem pobornik na Hristovata vera, Petar bil trn v očite na jevrejskite sveštenici koji čekale pogodna prilika da go ubijat i da se presmetat s onego. Jednaš na stari denovi Petar došao duri vo Rim, togaž tamo vladel Neron, golem bezbožnik i tiranin, protivnik na hristijanstvo, a hristijanite gi frljal vo areni i pred lavovi. To je apostol, znači Petar, zajedno su ostanatite hristijani bili osudeni na smrt, no koga sakali da go pogobat so rasplumanje, Petar gi zamolil da nego prava to, zato što ne je dostojen da umre kako svoj učitelj, tuko da bide raspnat so glavata nadolo. I navistina taka to bilo storeno. Spored nekoj legendi ili nekoj podatoci, iako Biblijeta to ne ni go kaževa doslovno, to se slučilo na 12. juli v 61. godina kada što apostol Petar posle golemi stradanje go završava svoj život so rasnuvaj na krsto glavata nadolo. Apostol Petar go širil i propovedal hristijanstvo to vo različiti državi, a najprvin vo Palestina i Malazija i Lirija i Italija predastane rimski jednostavno da go fatat nele rimljanite, odnosno togašata vlast i da go ubijat. Kako je da je Petar jednostavno go završio svoj život, no ostava dlabok trak vo hristijanski od svet, iako nažalost katolicite veruva deka Petar bil prvi od papa, zašto Isus mu gi dal klučevite, međutim to ne je točno. Petar ne je prvi od papa, Petar je jedan od apostolite koji bil dobar, kako što Biblijeta ne izvestuva, no to je nemal nikakvo vlastuvanje i vrz nego ne se sudzidela Hristovata crkva, tuku Karpata je Isus Hristos, a Petar jedno kamenče koje je nadzidan vo toj zid, bi rekao, vo toj duhoven zid na hristijanskata crkva. Kako je da je, nije veruvame deka apostol Petar je Hristov učenik koji je ostavil dlabok trak i čitajte gi njegovite poslanje, toj zborova i pišova, a i to je bilo očevidec na Hristovoto voskresenje, koga zajedno so Jovan, najmalijot učenik, najmladijot, se našle vo grobnicata i samite se uverile deka je Hristose voskresnat. Čitajte go Novi Zavet, evangelijata i poslanijete, ki se sretnete su životot i rabotata novoj Boži čovjek. Odime sega povtorno so pesna, početovni gledači, pa to se vratime da продолжиме našta emisija. Umi
Следува рубриката, почитувани гледачи, да ја запознаеме Македонија. Денеска би спомнал неколку зборови за градот Гевгелија. Гевгелија е град во југоистичниот дел на Македонија, сместен во Гевгелиско-Валандовската котлина, областа наречена Бојмија, во непосредна близина 3 километри до грчката граница, односно до општина Кукуш и Меглен во Егејска Македонија, денешна Грција. Најверојатно зборот Гевгелија потекнува од турскиот збор Голгели, што означува место во кој има многу сенки. Според една легенда, за настанокот на името Гевгелија се смета дека еден дервиш кој дошол и не сакал да се оди од Гевгелија, бидејќи многу му се допаѓало местото. Тој сакал да остане да живее таму. Жителите не сакале да го примат и решиле на сила да го прогонат. Разлутен од тоа, дервишот почнал люто да ги проколнува жителите кои се исплашиле и го повикале назад со зборовите Гелгери, Гелгери, што значи ела назад, ела назад. Иако легендата гевгеличани го сметат ова за заклетва на предците, тој секогаш да бидат добредојдени оние што одлучуваат да ги задомат своите идеи во градот. Значи, од тогаш повеќе жителите на Гевгелија не ги претерувале странците, туку ги викале дојди Гелгери, Гелгери. Гевгелија како град за прв пат се спомнува во официјалните турски документи од 1664 година, наоѓајќи се покрај многу важни патишта кои воделе од Солун и Дојран кон Струмица и Скопје. Околу 19. век Гевгелија бележи значаен стопански подем. Гевгелија како град почнала да се развива уште од средината на 14. век, кога населението од овие краеви ја почувствувале потребата да создадат современа населба со помош на минувачите, трговците и да биде домакин на нивните патувања кон Блискиот Исток. Вистинскиот градски лик Гевгелија го добива во 1886 година на референдум кој се одржал на 23. април 2017 година во општина Гевгелија, односно жителите во општина Гевгелија се изјасниле при отварање на рудници за метални суровини. Меѓутоа, тие знаеме дека подоцна се го обжалија тоа на суд и денеска тој референдум е поништен и ќе нема рудници за метали, затоа што луѓето се плашат, жителите на Гевгелија, дека може да биде загрозена водата и нивните водни извори. Како е да е, климата во Гевгелија е релативно најтопла, барем во Македонија, иако знае покрај Вардар да има и ветришта, ветрови да дуваат, бидејќи во непосредна близина поминува и реката Вардар, но сепак представува, значи, Гевгелија природна граница меѓу средоземната и континенталната клима. Гевгелија има 240 сончеви денови во годината со годишна сума од 2,392 часови на осончување. Значи, релативно топли, односно сончеви денови во текот на годината. Што се однесува до населението, македонци има 15.060, ова е според пописот од 2002 година, турци има некаде малку 28, роми 12, албанци 7, власи има прилично доста, во Гевгелија 201, срби исто така, еве имаме 292 и останати жители или народности. Денес Гевгелија има некаде околу 15.685 жители. Релативно средно мало градче, пријатно за живење, иако Гевгелија е доста скап, мислам на пазарот, на продуктите кои се продават, зашто е малку настрана, трговците го заобиколуваат, но сепак ако имате прилика да одите за Грција, слободно навратите во Гевгелија, веднаш е тука на 1 километар, влегувате во Гевгелија и да уживате барем неколку часови во ова убаво, симпатично македонско градче, каде што е најтопло во текот на целата година во Гевгелија.
Odem ponatому, почитувани гледачи, сега да кажеме нешто за здравата храна, односно за совети од здравјето, за здравјето. Денеска би прочитал, би кажал нешто за ајдучката трева како лек за сите болести. Сега е време кога веќе цвета ајдучката трева, кантерионот исто почнува, мајчината душичка веќе или душица полека заминува, зашто во мај е најдобро да се бере, но сега е сезона за ајдучката трева. Ајдучката трева е наречена кралица на билките. Таа во старите книги за лековите растенија е запишена како лек против сите болести. Затоа таа се користи таму каде што ништо не помага и каде што повеќе нема надеж. Ајдучката трева може да се најде како бела и жолта. Повеќе има белата ајдучка, од жолтата е поретка. Ајдучката трева е една од највредните лековити билки. Називот го добила од некогашните ајдуци кои своите рани ги лекувале со неа. Таа цвета во текот на целото лето, а се бере кога сонцето е најсилно, бидејќи тогаш има најмногу етерично масло. Етеричното масло се користи за подготовка на крема за сончање, бидејќи се покажало дека тоа истовремено ја штити и негова кожата. Многу е богато со танини, органски киселини, горчливи материи кои дават горчливо ароматичен вкус, витамин К и С, смола, како и минералите калиум и натриум. Официјалната медицина докажала дека екстракт од листот го забавува развојот на патогени бактерии, бидејќи танинот и етеричното масло спречуваат загнојување на рани и придонесуваат за побрзо зарастување и облажување на болките. Поволно влие врз органите за варење, делува на коскената срцевина и го потикнува создавањето на црвени крвни зрнца, го запира крвањето на белите дробови. Значи, кога крвари човек на белите дробови, еве чај или масло, ако се пие произведено од ајдучката трева, може да помогне. Понатаму, кои се придобивките од користење на ова тревка, односно на овој чај. Лековитите препарати на ајдучка трева во комбинација со други лекови и билки лечат колитис, гастритис, грчеви во желудникот и цревата. Калиумот кој се наоѓа во ова билка помага во работата на бубрезите, срцето и крвотокот, ја прочистува крвта и органите за варење. Помага кај болестите на црниот дроб и жолчката затоа што ја прочистува крвта. Чајот ајдучка трева се користил како народен лек и жените кои имале проблеми со менструација и цисти на јајници, така натаму. Во народната медицина ајдучката трева зазема посебно место во лекувањето на неправилни и нередовни менструации кај младите жени и остранување на непријатните симптоми во климаксот. Една шолја чај од ајдучка трева дневно доволно да ги ублажи сите симптоми на луѓе кои страдаат, се мисли на женскиот пол, кои страдаат од тие женски болести. Директно делува на коскената срцевина и во неа потикнува создавање на црвени крвни зрнца. Затоа кај болестите на коскената срцевина, па и кај гноењето на коските, кога лекарствата не помагаат, треба да се применуваат терапии со чај од ајдучка трева. Сега овде имаме разни рецепти, но времето полека ни одминува од нашата емисија и затоа овде ќе престана, но кога ќе имате прилика, првата прилика кога ќе ви се покаже, излезете во природа, пронајдете некои ливади, таму кај што ќе ја најдете ајдучката трева, наберете, значи се бере горниот дел, некаде 20 или 15 сантиметри, сушете ја во подсенка, соберете ја во врејки, хартиени или во некои други кути картонски и чувајте ја за зимот, односно можете да ја пиете сега во свежа состојба, може да произведете разни етерични масла за вашето тело, односно за употреба во вашиот живот у текот на ова есен и зима. Значи, денеска зборувавме за придобивките на ајдучка трева е лек за сите болести. Одеме сега повторно со песна, потоа ќе се вратиме да ја проследиме и последната рубрика во денешната емисија.
го давам на дар, биди тука, остани. Еве доаѓам јас кај тебе, душава, цело срце ти го давам на дар, биди тука, остани. До крај остани. И пак по кој пат талкаво ноќта слушав многу лажни шепоти, но само тој глас нежно ме води. Силелам срце ми разгори. Еве доаѓам јас кај тебе, душава, цело срце ти го давам на дар, биди тука, остани. Еве доаѓам јас кај тебе, душава, цело срце ти го давам на дар, биди тука, остани. До крај остани. До крај остани. שובתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שמרת לי בקרבי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שמרת לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי, до крај остани. Во рубриката Археологијата ја потврдува Библијата, денеска би сакал да ви пренесам една кратка информација во врска со Понтије Пилат, човек кој е еден од најконтраверзните ликови во наративот на Новиот Завет. Неговиот однос со Христа е добро познат на скоро секој студент на Библијата. Секој човек кој ја читал Библијата се сретнал со ова личност, со ова име Понтије Пилат, кој навистина покажал ароганција кон личноста на Исус Христос, сакајќи да се оправда, и тој ќе ги измие раците символично дека наводно не е виновен за смртта на овој човек. Иако неколку писатели од првиот век зборуваат за Пилат, надвор од Библијата како писатели, како што се Филон, Јосиф и Тацит, сепак, како што тоа го направил господинот Франк, освен монети, немаше убедливи археолошки докази за неговото присуство во Палестина се до 1961 година, пишува овој господин археолог Франк. Во 1961 година италијански археолози кои работеле во Цезареја случајно откриле надпис со името на Пилат. Овој надпис служил како посветување на храмот од Пилат до Тиверије, веројатно за обожавање на императорот. Значи, се пронајдени некои надписи. Бесплатниот превод на овој надпис гласи нешто вака: Тибериум, храм посветен на обожавање на Тиверија, беше представен од
царците од Понти Пилат, перфект на Јудеја. Ова е неверојатното во согласно со изјавата на Новиот Завет дека Пилат се обидел да му се поклони на Цезар и се плашил да не го изгуби својот престол. Презирот на Пилат кон евреите е очигледен и во вторите монети кои биле откриени, а тој ги направил во негово време, каде што во едната монета биле назначени, напишани, нацртани извонредни пагански символи, како што е, например, литус, тоа е прачка на гатач кој гати. Имало и некои други символични надписи на тие ковани пари што Пилат ги изработил во негово време. Значи, почитувани гледачи, она што Библијата го кажува за Пилат дека постоел, дека во негово време е распнат Исус Христос, дека тој го осудил, ете и независни археолози или писатели како што е Филон, Јосиф и Тацит и овој Франк во 61 година од минатиот век се докази кои укажуваат дека денешната Библија што ни имаме, посебно Новиот Завет, е веродостоен. Затоа читајте го, проучувајте Библијата, зашто Библијата ни зборува нам. Господ зборува преку Библијата на нас денес како жители на овој 21 век. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Би сакал да им го честитам роден денот на сите они кои денеска го слават, а гледам овде на Facebook, има многу пријатели кои јас ги имам, денеска имаат роден ден. Ви го честитаме и ви посакуваме добро здравје и секој добро од Господа. Уште еднаш ќе кажам, како и на почетокот што ја започнав ова емисија, дека од денеска започнува Генералната конференција на адвентистите на 7-миот ден од 6 јуни до 11 јуни, каде што на 11 ќе имат дефиле, представници од сите држави ќе имат презентација на своите држави, со ношни, со знамења на своите земји, со надпис, така да тоа ќе биде нешто слично како што тоа го гледаме на Олимпијада, кога представници од сите земји излегуваат на бината и ја представуваат својата земја. За време на ова 61-во заседание, делегатите од целиот свет, кои ги има преку 2600 делегати, еден дел се таму, а еден дел ќе го следат ова заседание од дома преку програмата Zoom, затоа што Америка дозволува влез во нивната држава само на оние вакцинирани луѓе. Така да еден дел кои не се вакцинирани од делегатите мора да останат дома, но го имаат тој паспорт, тој клуч за следење во живо и да учествуваат како легални делегати во бирањето на новата управа на адвентистите на 7-миот ден за наредните 5 години. Да се молиме да Господ ги води, да се одберат оние луѓе кои се посветени, кои го сакаат Бога и да им даде мудрост на сите делегати, да навистина бидат сите благословени, а преку нив и сите адвентисти кои ги има преку 21 милион во светот, да навистина бидат радосни и благодарни што Господ ги повикал да бидат негови следбеници. Почитувани гледачи, дојде време да одјавиме нашата емисија. Ви посакувам секое добро, бидете благословени, ви закажувам нова средба утре, повторно во 8 часот и 30 минути на исто место на програмата на радио Глас на надежта. До тогаш, пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.